Славјанка Петровска, Јован Деспотовски, Александар Бајдевски или Венко Филипче, кој ќе ја добие довербата за нов лидер на СДСМ, ќе се знае на 30 јуни на внатрепартиските избори. Петровска, ако биде избрана за претседател, најавува дека ќе направи целосна реорганизација на партијата, но и промени во начинот на кој ќе се бират одредени кадри. Бајдевски пак вели дека во неговата програма се осврнува на идеологијата, организацијската структура на партијата, општественото делување, коалициониот капацитет. На тој начин, со точно акцентирање кои позиции на каков начин ќе бидат избирани, практично ќе се отцрнат голем дел од недостатоците кои изминатиот период се покажаа како сериозни недостатоци и веројатно секој на свој начин допринел за овој лош резултат на изборите. Некои од моите кандидати велат дека ни треба нов СДСМ или дека ни треба некој нов почеток. Јас сепак сметам дека треба малку да се вратиме чекор назад, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз е државотворна партија која што е поставена на постулатите на двата наши илиндена, така да од тие причини сметам дека тоа е една од основните работи без која што понатака не би можеле да продолжиме. Јован Деспотовски вели дека главна заложба во неговата програма е нов почеток на СДСМ, што би значило целосно прекинување на сите досегашни политики, начинот на нивно спроведување, како и кадровските решенија. Она што исто така важно е што планираме да еден нов конструктивен пристап кон владата, не само да критикуваме, туку и да нудиме конкретни решенија кои што ќе бидат во интерес на граѓаните, за да ќе изгради еден силен систем на стручни тела во рамки на самата партија, кои што ќе бидат професионализирани, кои што ќе бидат и основа за формирање на влада во сенка. Тоа е една исто така од организацијските новости кои што ги предвидуваме со самата програма. На прашањето дали СДСМ може повторно да се врати на старите патеки, Петровска вели дека верува во потенцијалот на партијата. Има доволно и човечки потенцијал кој што може да ја помогне на партијата. И впрочем тоа е и мојата девиза, обединувањето и враќањето на сите оние кои ја сакаат СДСМ. И на Македонија, не само на СДСМ, му треба силна и стабилна опозиција која во скоро време ќе биде подготвена да ја преземе власта. Бајдевски смета дека работите може да се променат многу брзо. Со една напорна работа, со еден сеопфатен ангажман, добра програма, акционен план, сметам дека за 4 години Социјалдемократскиот сојуз ќе може да биде силен конкурент на ВМРО ДПМН. Деспотовски е оптимист дека СДСМ може да се врати на победничките патеки, очекува значително подобар резултат веќе на локалните избори. Јас сум убеден дека веќе на следните локални избори СДСМ ќе покаже со овој нов почеток и со овој нов пристап во работењето, ќе покаже една нова енергија и ќе покаже дека се враќа на победничките патеки. Очекувам трендот, значи на оно тренд на опаѓање кој што го имавме до минатите избори, да го превртиме и да трнеме нагоре, со тоа што веќе да дојдеме во ситуација во која што нема да биде прашање дали, туку кога СДСМ ќе биде повторно носител на извршната власт во државата. Венко Филипче не сакаше да дава изјава доколку што рече завршување на кампањата и одржувањето на изборите. За изборите за гласање се пријавиле 22.375 активни членови на СДСМ, што е за 3 пати помалку од првите непосредни внатрепартиски избори во 2021 година. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.